Тука се колешките Валентина Чичева, Драгана Дина од Ресурсниот центар во Штип, Никола и Кристина, исто од Ресурсниот, односно МЦМС. Нема да должам, во интерес на времето, целта на денешната средба е презентирање на повикот за акцијски грантови за поддршка на локалните избори 25-та. Па така имаме спремено кратка презентација за самиот повик. Јас ќе го поминам упатството за аплицирање, потоа колешката Валентина Чичева ќе ја помине самата апликација и буџетот, а на крајот ќе имате можност да поставите прашање, доколку се разбира имате некои прашања за повикот или некои нејасноти. Сега ќе го споделам презентацијата, ќе ја споделам. Се слушаме, така? Да, се слушаме. Да, се слушаме. Се слуша, да. Да. Значи, веќе знаете дека настанот се снима, за да можеме да имаме ние евиденција за се што ќе биде кажано на самата информативна сесија. Слайдшоу. Добро. Ајде вака. Повикот го објавивме на 21 февруари и ќе има рок за аплицирање до 10 април. Но тоа ќе биде и дополнително кажано. Значи, овој повик за мали акцијски грантови е во рамки на проектот што е финансиран од Европската унија, ЕУ поддршка за граѓански ресурсен центар, втора фаза. И веќе имавме еден сличен повик за акцијски грантови за локални иницијативи, но на барање од делегацијата на Европската унија, следствено поради тоа што во претходните избори граѓанските организации многу малку биле вклучени и во следењето и на дали е тоа локалните избори, дали е тоа парламентарните, односно председателските избори, па така не замолија да направиме мали измени во нашиот повик за акцијски грантови за локални иницијативи, за да им овозможиме на граѓанските организации да ги зајакнат своите капацитети во следење на мониторирање на изборите. Веќе спомнав, повикот е објавен на 21 февруари 25-та, а крајниот рок за аплицирање е 10 април 25-та година до 17 часот македонско време. Општа цел на самиот повик е да се придонесе зајакнување на демократијата преку подобрен изборен процес со фокус на зголемување на транспарентност, кредибилитет и инклузивност. Конкретната цел е јакнење на граѓанските организации. Целната група ни се сепа како и на проектот, така и на овој повик граѓанските организации, за да тие активно учествуваат и да се ангажираат за инклузивен, транспарентен и отчетни локални избори со фокус на учеството на жените, младите и маргинализираните групи. Сега, важно е да знаете дека предлог проектот треба да се стреми кон остварување на двата очекувани резултати. Не да бирате еден од овие очекувани резултати, туку да се стреми кон остварување на двата. Првиот е зајакнати се капацитетите на домашните организации за набљудување, а нивната разновидност, број и географска покриеност е зголемена, и вториот поврзан со медиуми, односно зајакнат медиумски интегритет и избалансирано медиумско покривање на локалните избори и овозможена побезбедна и поинклузивна изборна средина. Повеќе детали имате во листата на активности кои што се наведени во упатството за аплицирање. Значи, јас топло препорачувам упатството за аплицирање да биде прочитано од секој од вас, од причина што например, во контекстот имате малку повеќе информации за зошто имаме овој повик, која е целта, а во очекуваните резултати, по секој очекуван резултат имате индикативна листа на активности, кои што може да ги вклучите во вашите предлог проекти.
Со тоа што индикативната листа на активности не е исцрпна и се треба да вклучува, би требало да вклучува, например, развој на капацитети, техничка помош за поддршка на вклучување на граѓанските организации во изборниот процес, чи фокусот е на изборниот процес, односно на изборите, вклучително и медиумски организации, или вториот очекуван резултат е поврзан со медиумите, со посебен фокус на обезбедување на географска покриеност. Понатаму повеќе и ќе си ги дочитате нели сите можни индикативни активности што може да бидат опфатени со вашата апликација. Неколку важни работи кои што се наведени во упатството. Едната е дека може да бидат покриени повеќе географски и плански региони без разлика на нивното место на регистрација. Што значи, вашата организација може да биде регистрирана, например, во Струмица, а да покривате за следење на изборите или вклучување нели на други организации и во Пелагониски регион и во југо-источен регион или некои други региони или некои други градови. Значи, нема ограничување во однос на географското покривање. Втора важност, бидејќи станува збор за малку поспецифична област, вклучување нели во локалните следење на локалните избори, па така може да изискува да обезбедите некои дозволи или одобренија од надлежните институции. Значи, вие си ја преземате таа одговорност и доколку го добиете проектот, вие треба да си ги обезбедите тие потребни дозволи пред да бидат започнати активностите или спроведувањето на самите активности. Сега, за колку пари станува збор? Вкупната сума расположлива за овој повик за грантови изнесува 110.000 евра. Големината на грантовите е не помалку од 9.000 евра, не повеќе од 10.000 евра. Значи, максималната сума е 10.000 евра, минималната сума е 9.000 евра. Овој повик нема потреба од обезбедување на кофинансирање. Односно, Граѓанскиот ресурсен центар ги покрива 100% од вкупните подобни трошоци во рамки на овој повик, се разбира доколку биде добиена вашата апликација. Можеме да поминеме на критериуми за подобност. Критериумите за подобност се поврзани со три групи на критериуми. Првата се чинителите, односно тука влегуваат апликантот и коапликантот доколку има. Значи не е задолжително да имате коапликант или коапликанти. Може да има само една носечка организација која што ќе аплицира. Толку. Втората група се однесува на критериуми, се однесува на акциите за кои што може да се додели грант и третата се разбира трошоците кои што може да бидат да се прифатат при утврдување на висината на вашиот грант што ќе го добиете. Поминуваме на апликанти, подобност на апликантот. Прво и основно, Здруженијето или фондацијата мора да биде регистрирана согласно на Законот за здружение и фондации. Само Законот за здружение и фондации. Да биде регистрирана најмалку 2 години пред објавата на повикот. Ќе повторам, повикот е објавен на 21 февруари 2025 година, што значи вашето здружение за да биде подобно треба да биде формирано пред 21 февруари 2023 година. Така. Да бидете директно одговорни, значи вашата организација биде директно одговорна за управување и подготвување, управување и спроведување на проектот. Важен исто така критериум да има докажано искуство во областа на наблюдување и поддршка на избори и тоа најмалку на едни, дали се тоа локални, парламентални, председателски избори и или не мора двете. Да има најмалку еден проект за поддршка на изборниот процес и или почитување на изборните избирачките права. Значи, не сите овие што се наведени, но мора да има барем едно од овие искуства и тоа ќе се докажува, ќе видите понатаму и колешката ќе го спомне во самата апликација, треба јасно да наведете. Многу е важно во апликацијата, во претходно искуство, да го наведете тоа дека сте имале барем едно искуство со наблюдување или вклученост на вашата организација
во некои од изборите, дали се тоа локални, парламентарни, председателски или некој проект што е финансиран од некој донатор. Следно, мислам дека, како што видов од листата, доста од вас сте запознаени со Академијата на Граѓанскиот ресурсен центар и повеќето од вас веќе сте ги поминале овие обуки, но задолжителни се повторно како и за претходниот повик, така и за овој повик, обуката за планирање проекти и пишување проектна апликација, односи со јавност, добро управување и транспарентност и отчетност. Имате линкови, се приклучувате, се регистрира, значи може било кој од вашата организација. Важно е да се наведе името на здруженијето, дека тој е представник на тоа здружение за да се исполни овој критериум и последниот критериум е да го имате пополнето прашалникот за самооценка на организацијски капацитети пред да аплицирате за овој повик. До сега овој прашалник го имаат одговорено 191 или 2 организации, така да мислам дека повеќето од вас можеби веќе го имаат одговорено. Ако еднаш сте го одговориле во име на вашата организација, нема потреба повторно да го одговарате прашалникот. Значи сте го задоволиле тој критериум. Коапликант. Значи повторно ќе потенцирам. Не е задолжително да има коапликант. Може да има само апликант и доволно. Но доколку се одлучите да имате да одите во партнерство со некоја друга организација или повеќе организации, тоа се остава на вас. Но доколку решите да имате коапликант или коапликанти, тие треба да ги исполнуваат истите услови, критериуми, како и за апликантот. Понатаму се разбира доколку имате коапликант, ја добијате апликацијата, вие станувате координатор на тој проект, како водечка или организација, како водечки апликант, коапликантите стануваат корисници на проектот, односно на акцијата. Одиме добро. На овој повик една организација може само да се јави еднаш. Односно, апликантот не може да поднесе повеќе од една апликација и не може да добие повеќе од една апликација. Апликантот не може да биде коапликант во друга апликација. Значи, една организација се јавува само еднаш, дали како апликант, дали како коапликант на во некоја друга, нели во некоја апликација. Но доколку некоја организација не ги испочитува овие услови, сите апликации автоматски во кои што таа организација се јавува или како апликант или како коапликант, сите тие апликации ќе бидат неподобни и нема воопшто да бидат оценувани. Втората група на критериуми се однесува на самата акција, односно проектот. Време траењето. Минимум 9 месеци, максимум 12 месеци. Од 9 месеци до 12 месеци, ни помалку, ни повеќе од тоа. Локацијски мора да биде сите активности да се спроведуваат на територијата на Република Македонија. Во однос на видови на активности веќе спомнав оние два очекувани резултати, ќе видите во упатството. Во дел од 1-2, кај што се наведени после секој очекуван резултат, имате индикативна листа на активности. Погледнете ја, тоа ви е само индикативна листа. Вие можете да се додадете и некои други дополнителни активности, што не се дел од оваа листа, но јасно се поврзани со целите и резултатите на овој повик. Како што знаете, на секој друг повик имате оние елементи на додадена вредност, value added, познати ви се, па така и тука ќе биде оценувано, станува збор за 5 поени во самата оценка, да имате, да покажете дека сте ги вклучиле сите засегнати страни, промоција на иновации, имплементација на најдобри практики, трансфер на знаење и се разбере оние cross-cutting, односно меѓусекторски прашања. Родова еднаквост, млади и правата на лицата со попреченост, како и заштита на животната средина. Значи, обезбедете се во својата апликација, има дел во самата апликација, колешката Валема се подетално ќе покрие во самата апликација, каде што ќе ги наведете како во вашата апликација ќе ги покриете и овие елементи со додадена вредност на вашиот предлог проект.
Поминуваме и на третата категорија на трошоци, третата категорија нели на подобност, и тоа станува збор за трошоците, па подобни трошоци овде секако и на сите други проекти, платите на персоналот кој што ќе биде вклучен во спроведување на акцијата, локални патни трошоци за патување во земјата, кои што се разбира се поврзани со активности во проектот, директни трошоци што ќе бидат поврзани со спроведување на активностите на вашиот предлог проект, како на пример дали се тоа истражување, организирање на настани, конференции, трошоци за експерти кои дали ќе биде тоа експерт или обучувач и така натаму, што се поврзани со спроведување на проектот. Проектни канцеларски трошоци се релевантни исто така трошоци доколку се директно поврзани се однесуваат само на акцијата, односно на активностите, и други трошоци кои ќе бидат проценети како подобни, а не се наведени погоре. И тука има една мала напомена, затоа што планиран е настан за мрежување, па така треба да за таа средба за мрежување вие треба да се избуџетирате максимум 400 евра. Ова се разбира сумата ќе зависи понатаму, но сега вие во вашата апликација да се избуџетирате 400 евра за овој настан што ќе ви биде задолжителен, односно учеството на представник од вашата организација ќе биде задолжителен. Неприфатливи трошоци, ова е вообичаено долгови, трошоци за сервисирање на долгови, трошоци што се финансирани од друга акција или од друг донатор, значи не смееме да дозволиме двојно финансирање, инфраструктурни, купување земјишни згради, не се подобни трошоци, трошоци за надомест на државни службеници или друг персонал вработен, ангажиран во јавната администрација на централно и или локално ниво се исто така неподобни трошоци. За лична заработка и корист неподобни трошоци, обрнете внимание трошоци за финансирање политички партии, секако и ДДВ-то, знаете дека проектите на ЕУ се ослободени од ДДВ, па така ДДВ-то е данок на додадена вредност е неподобен трошок и се разбира може да има и други неподобни трошоци во зависност од трошокот што може да настане. Ова го потенцираме за етички клаузули, бидејќи вашите проекти ќе бидат поврзани со локалните избори. Јас нема да ги читам другите антикорупции и така натаму, меѓутоа обрнете внимание на непристрасен пристап кон локалните избори. Значи, не смееме да дозволиме да вашите проекти на било каков начин имаат пристрасен пристап кон самите локални избори во кои што вие ќе имате улога да ги мониторирате, да следите дали нели се почитува, дали е испочитуван изборниот процес. Што значи ние како договорен орган го задржуваме правото да го суспендираме или откажеме финансирањето на проектот доколку се откриат прекршување на овие етички клаузули и кодекс на однесување. Сега, поминавме, ги завршивме критериумите за аплицирање, да го поминеме и начинот на кој што ќе се аплицира. Аплицирањето е електронски. Една имейл порака се праќа на info, во следниот слајд ќе видите мејлот. Во таа имейл порака треба да биде содржан пополнет формуларот за аплицирање. Колешката ќе го помине подетално. Прилог 1 е буџетот. Внимавајте, буџетот содржи два дела, 1А е самиот буџет и 1Б е оправданост на буџет. Не го заборавите оправданост на буџет. Понатаму, тековна состојба, доказ за правен статус е тековна состојба што не треба да биде постара од 6 месеци, ова веќе ви е позната, од датумот на поднесување на вашата апликација. Зависно од тоа кога значи ви поднесувате, не кога е објавен повикот. И за апликантот и доколку имате коапликант, треба исто така тековна состојба да се достави и за коапликантот. Скенирана изјава од апликантот, ова е дел од самиот формулар за аплицирање во точка 7 и доколку имате се разбира коапликант или коапликанти, за секој од нив треба да се потпише исто така изјава од таа организација или организации кои што ви се коапликанти.
Годишен наративен извештај и финансиски извештај за апликантот и коапликантот доколку имате коапликант за последните 2 години, 23 и 24 година. Завршна сметка нели сега се доставуваше завршено, така што имате простор да ги доставите двата извештаи и за 23-та и за 24-та, и ова ни е важно за да утврдиме дали вашата организација има соодветно капацитети во оној критериум што беше за да го спроведе проектот, но и искуство во спроведување на нели вклученост во изборен процес. Океј. Веќе спомнав неколку пати, рокот за поднесување на апликација е 10 април, најдосна до 17 часот. Аплицирањето е електронски, онлайн, па така релевантно е времето на пристигнување на електронската пошта до нас. Значи, внимавајте, ако вие сте го пратиле во 17 часот кај нас стасало, а имаше за жал претходниот повик што стаса кај нас апликација во 17:02, нема да биде прифатена. Така да, обрнете внимание, не го чекате последниот ден, односно нека си биде рок за вас 9 април за аплицирање, за да, не дај Боже, интернет па ќе падне или има било какви проблеми, па ви се врати мејлот, па треба пак да го испраќате и го пропуштите рокот за аплицирање. Аплицирањето е електронски, една порака и имейл порака, веќе кажав, на info@rcgo.mk и со назнака, односно наслов на пораката, повик за апликации акцијски грантови за поддршка на локалните избори 2025. Да, има можности за поставување прашање и повеќе информации, па така покрај оваа информативна сесија, вие можете да поставите, доколку се разбере имате некои други прашања, можете да ги поставите на мејл info@rcgo.mk со назнака прашање за повик со референтен број 08 20/1/2025, најдоцна до 20 март 2025, грешка, до 17 часот македонско време, а одговорите ние имаме обврска да одговориме на сите прашања не подоцна 28 март. Прашањата и одговорите ќе бидат сите прашања и одговори ќе бидат објавени на веб страната на Граѓански ресурсен центар не подоцна 28 март, што значи доколку поставите прашање денес или утре на мејл, нема да ви го одговориме веднаш, односно мораме да чекаме 28 официјално сите прашања и одговори ќе бидат објавени на веб страната. И сите прашања морате да ги поставите на мејл, на телефон не смееме да одговараме во однос на овој повик, односно и што и да ви биде одговорено нема да биде земено како релевантно, ако утре нели има некои недоразбирање, било тоа се што е кажано на телефон воопшто не се смета за релевантно. Се што е написмено за да избегнеме било какви недоразбирања, нели. Океј, оценка на апликациите. Како и секои други нели повици, имаме административна проверка. Во таа административна проверка, во делот, значи точка 2.3.1, имате наведено од упатството. Да, станува збор, рокот за аплицирање мора да биде запазен, формуларот за аплицирање, нели, да се користи тој формулар, буџетот да биде пополнет тие двата шита што беше и 1А и Б. Доказ за правен статус, односно да имате доставено тековна состојба не постара од 6 месеци од датумот на вашето аплицирање, годишен наративен финансиски и наративен извештај за апликантот и ако има нели коапликант за 23-24 година, да биде апликацијата на македонски јазик, изречито, и да имате изјава подпишана или апликантот и доколку има коапликант од самиот коапликант. Втората прооценка се однесува на проверка на подобност. Вториот дел, проверка на подобност е оние нели услови што треба да ги исполните, па така да бидете регистрирани согласно на Законот за здруженија и фондации, минимум 2 години од датумот на објавување на повикот, апликантот да има поднесено само една апликација, висината на грантот да биде измеѓу 9.000 и 10.000 евра,
Внимавајте, во евра, никаде не спомнуваме денари. Апликацијата оди во евра. Се, и ќе видите потоа и буџетот, се пишува во евра. Временската рамка минимум 9 месеци, максимум 12 месеци време траење на вашата предлог идеја за проект. И акцијата треба да се спроведува на територијата на Република Македонија. И она што ги спомнавме од Академијата, 4 обуки, само 4 обуки. Таму во Академијата имате повеќе обуки, не мора сите да ги поминувате, ако сакате се разбира, тоа оставаме на вас и вашата организација и да го имате пополните прашалникот за самооценка на вашите организации капацитети, доколку го немате пополнето до сега. Не мора повторно да го пополнете. И последното е оценка за квалитет. Доколку, значи, организацијата ги помине административна проверка и проверка на подобност, се оди на оценка за квалитет. Во самото упатство имате критериуми за оценка. Топло ви препорачувам да ги погледнете. Значи, врз основа на тоа ќе се оценува вашата апликација. Па така, оперативни капацитети, релевантност, опис на предлог проект и буџет и исплатливост на акцијата. Тие се тие 4 категории по кои што ќе се оценува вашата апликација, доколку поминала на административна и проверка на подобност. На крајот, организациите кои што ќе бидат оценети од самата комисија, имаме комисија за оценување на апликациите, за да се провери некои дополнителни информации, за да се провери, например, нивните оперативни капацитети или статусот нивни на самата организација, може, не мора секогаш, може да побараме дополнителни документи, како што е статутот или некои дополнителни сертификати, извешти и така натаму. Ќе ве замолам, проверувајте си го редовно вашиот имейл, што ќе биде оставен за оваа апликација. Затоа што, за жал, во претходната фаза имавме таква ситуација каде што апликантот ја немаше проверено имейл адрес, својот имейл на организацијата и го пропуштија рокот за да достава дополнителен документ и не помина понатаму. Затоа препораката и затоа наведено, болдирано, доколку апликантите не ги поднесат документите во тој рок, нивната апликација може да биде одбиена на таа основа. Што значи, мејлот што си го ставите во вашата апликација, барем во овој период, некаде до крајот на април, редовно проверувајте си го. И сега тука, ова е прелиминарна временска рамка. Повикот веќе спомнав, 21 февруари беше објавен. Ова е една информативна сесија онлайн. Понатаму вие имате можност да доставувате прашања по овој повик, најдостан до 20 март, до 17 часот, на имейл што претходно ви беше кажан, а ние имаме обврска да ги објавиме вашите прашања и одговори до 28 март и крајниот рок на поднесување апликации е 10 април до 17 часот македонско време. Известувањето за прелиминарно доделени грантови и се разбира, за жал и одбиените апликации, сите ќе бидат информирани некаде во април. Ние сега се надеваме до крај на април, но мај, ете си оставаме малку и резерва, затоа што сепак имајте предвид дека ние сме финансирани од Европската Унија. Комисијата предлогот што ќе го даде за апликации на кои што треба да им се додели грант, понатаму ќе биде доставена до делегација на Европска Унија за да добиеме и од нив одобрување за овие предложени грантисти. И подпишувањето на договори до крајот на мај би требало да биде завршено. Времето е македонско време секаде, затоа ја завршувам презентацијата во однос на упатството. Меѓутоа, понатаму, јас повторно ќе потенцирам, мојата препорака е да си го прочитате целосно упатството за аплицирање, затоа што таму има пред се делот за очекувани резултати, двата резултати кои што треба да ги опфатите, следат активности, индикативни активности. Тие многу ќе ви помогнат за изготвување на вашата апликација. Сега тука ќе застанам јас, ќе дадам збор на колешката Валентина Чичева, која што ќе ја помине самата апликација и деловите што треба да ги пополните во неа.
Вале, повели. Вале, сега само да видиме дали се гледа формуларот за аплицирање. Дали го гледате, да? Да, се гледа. Добро. Значи, формуларот за аплицирање, исто како и буџетот, се формати кои што се дадени во самиот повик, има линкови до нив. Ќе ве замолиме да ги користите соодветните формати. Тие се, да, многу слични како на претходниот повик, меѓутоа не се исти и затоа секако, значи, ќе мора да си го земете форматот кој што е прикачен за овој повик. Во првиот дел од форматот се основните податоци кои што се исти како и во самото упатство, за да се знае нели за кој за кој повик се однесуваат. На почетокот се става називот на организацијата апликант и насловот на предлог проектот со кој што аплицирате. И формуларот и сите прилози треба да бидат пополнети на македонски јазик, на компјутер со подршка нели која што е наведена овде, Arial со големина 11. Се состои формуларот од неколку делови. Првиот дел се однесува на податоците за апликантот и тоа прво се општите административни податоци за апликантот, датум, место на регистрација, даночен, матичен број, застапници, адреса и така натаму. Тоа се тие административни податоци. Потоа следува делот на краток опис на самиот апликант, од каде што всушност ќе се оценува меѓу другото, ќе се оценува и капацитетот на апликантот. Накусо се опишува организацијата, незината визија, мисија, методите на работа, дејностите и така натаму. Нивото на дејствување и секторите се одбележува, треба да одбележите едно доминантно ниво на дејствување или сектор, тоа оној кој што е наведен во вашата документација од типот на статут, стратегија или некои други референтни документи, да доколку побараме документ во кој што ќе можете да го докажете ова, вие ќе можете и да не го испратите. И затоа овде и со фуснота е наведено дека ова се обележува согласно референтните документи на организацијата. Потоа следува краток опис за капацитетот на апликантот. Од прилика на половина страница се опишува оперативниот капацитет, управувачка надзорна структура, доколку има системи, ресурси и така натаму. И овде особено е важно да ги наведете ресурсите и процесите кои што се важни за спроведување на вашата акција која што ја предлагате. Професионалниот капацитет на организацијата и финансискиот капацитет ги запишувате во овие табели овде. Се ставаат податоци за последните 3 години, 22, 23 и 24 година. И повторно во фуснота е наведено дека во персонал се треба да ги ставите сите оние кои што се вклучени во организацијата, без разлика дали се платени луѓе, дали се вработени со договор, дали се хонорарно ангажирани, со договор на дело, привремени и повремени работи, значи сето тоа го ставате во делот на вкупен персонал. Финансиските податоци, приходи, расходи се согласно, рековме, референтните документи на организацијата, така да и овде, согласно завршните сметки, кои што сега, може секако да ви бидат побарени или ќе ги доставите како финансиски извештај кој што е задолжителен, еден од задолжителните ставки кои што веќе ги спомена Вале. Понатаму
има прашање за тоа дали некој од вашите вработени, управниот одбор или други дела на организацијата е член на граѓанскиот ресурсен центар или има било каков друг интерес и поврзаност и секако тоа треба да се наведе и доколку одговорот е да, треба и да се опише која е таа ситуација која што би можела да предизвика потенцијален конфликт на интерес. Овде е напишано дека не е ова услов за исклучување автоматско на апликацијата, меѓутоа доколку постои таков конфликт на интерес, ќе се спроведе една постапка и ќе се види, значи, како понатаму ќе се води процесот. Следното прашање е дали го имате пополнето онлайн прашалникот за самооценка. Доколку го имате еднаш пополнето, било кога откога е ставен на нашата веб страница, нема потреба повторно да пополнувате. Секако во однос на онлайн прашалникот е потребно да си го имате како доказ оној извештај кој што го добивате во атачмент кога ќе го пополните прашалникот, да евентуално или ако согласно точка 6 некој од комисијата побара како дополнителен документ или како доказ дека сте го поминале прашалникот, вие ќе го испратите тој извештај кој што го добивате во атачмент. Исто така, одговарате дали ги имате завршено сите релевантни обуки од ГРЦ Академијата, овдека имате линк и наведено е, како што нели кажавме во упатството, дека не се сите задолжителни, туку задолжителни се оние што се релевантни, а тоа се планирани проекти, односи со јавност, добро управување и транспарентност и отчетност. Следниот дел, битен доста, е релевантното искуство на апликантот, тој се оценува. И овде гледате фуснота 6 е наведено дека искуството како релевантно е потребно да се наведе искуство во мониторинг и поддршка на домашни, локални, парламентарни и или председателски избори. Ставате во оваа апликација, тука си додавате редови онолку колку што ви е потребно за да го наведете искуството, го опишете искуството кое што го имате. Наслов на проект, иницијатива, гледате тука имаме и само иницијатива, значи не мора да е секогаш класичен проект од некој донатор, некогаш значи и организацијата од своји средства, од сопствени извори, можеби да има такви активности и тоа слободно, значи ќе можете да го наведете. Општина, регион, каде се спроведува, период кога сте го спровеле. Следната точка или следниот дел од апликацијата се однесува на коапликантот и како што неколку пати веќе напоменавме, се пополнува само доколку постои, доколку решите да имате коапликант. И сега овде не би се задржале, бидејќи исто како што потребно да коапликантот, доколку го имате, ги исполнува истите услови како апликантот, така и овде буквално истиот формат го пополнувате и за коапликантот. Истите прашање, истиот начин на пополнување и за коапликантот. Третиот дел од апликацијата е всушност проектот. Значи, тука сега веќе започнувате со опис на проектот. И оваа табела со која што почнува нели овој дел 3 или извршно резиме на проектот се прави на крај, откако ќе пополните се надолу и овдека ќе направите едно сумирање на сето тоа што сте го пополниле доле како податоци за проект. Се става наслов, се става општата цел на проектот, време траењето, во месеци водете си сметка да биде онолку колку што се пишува во упатството од 9 до 12 месеци. Локацијата, општина или регион, каде што ќе се спроведува, веќе напоменавме, не мора да спроведувате активности само во регионот, во градот, во местото каде што е регистрирана организацијата.
очекувани резултати, 1, 2 или колку веќе ќе имате, а потоа и планирани активности само, значи, набројани овде, доле се опишуваат, овде само набројани и тоа која активност кон кој резултат ќе придонесе. Вкупниот буџет кој што е поберан од ГРЦ се запишува во последниот ред, секако споменавме во евра. Апликацијата и буџетот комплетно во овој случај, значи во овој повик, се во евра. Самиот предлог проект има неколку точки по кои што треба да одговорите, пополните, за да го опишете тоа што ќе сакате да направите. Во првиот дел се однесува на релевантноста на проектот. На најмногу половина страница се пишува релевантноста на тоа што го предлагате со целите и резултатите на самиот повик. Значи, како тоа што сакате да го направите, ќе придонесе кон остварување на целите и резултатите на повикот. И тоа, оние цели и резултати секако кои што се веќе дадени во упатството. Исто така во овој дел, и тоа исто ќе се оценува, треба да опишете накратко и кои се конкретните потреби или евентуални ограничувања во регионот конкретно во кој што предлагате да ја спроведете акцијата. Бидејќи, нели, секој регион си има свои специфики и свои, нели, карактеристики кои што треба да се испочитуваат, и тоа е овде. Значи, овде во делот на релевантност ќе треба да ги опишете. Во следната точка 4.2 се опишува која е целната група на проектот, кои се незините потреби, кои се проблемите со кои што се соочува истата, и освен целните групи, исто така треба да ги наведете овде и другите релевантни чинители кои што ќе бидат дел од вашата акција, односно вашиот предлог проект. Во делот 4.3 се наведуваат општата цел и специфичната цел на проектот, со тоа што е битно овде да наведете и индикатори според кои што ќе се следи спроведувањето на општата цел и специфичната цел. А во точка 4.4 истото се однесува на резултатите. Значи, и кај резултатите, освен тоа што ќе бидат наведени, е потребно да се стават и индикатори преку кои што ќе се следат постигнувањата. За претходните 4 точки, описот бараше најмногу до половина страница секој. Активностите можете да ги опишете на најмногу 2 страници. Со тоа што многу е битно редоследно да добро бидат подредени и да стои кои активности ќе придонесат кон кој резултат кој што го предлагате. На најмногу половина страница ќе треба да ги опишете и методологијата, и влијанието, и одржливоста. Методологијата, освен тоа што ќе се запишат начините и методите преку кои што ќе ги реализирате планираните активности, ќе треба да објасните и како ќе ги следите постигнувањата, како ќе ги мерите резултатите кои што сте рекле дека ќе ги постигнете. Во делот на влијание и одржливост е битно да напишете како акцијата евентуално би продолжила по завршување на финансирањето, како ќе влијае врз целните групи, како знаењата, вештините и продуктите кои што се добиени од овој предлог проект ќе може да се користат во иднина, во било кои наредни избори, дури не мора ни во текот на изборите, нели рековме во упатството, активностите може да се однесуваат и на предизборни и на постизборни активности, и како тие ќе се користат во иднина, откако финансирањето во рамки на овој проект ќе заврши. Во самото упатство и во презентацијата кажавме дека треба ќе се оценуваат и треба да наведете и елементи со додадена вредност. Тоа е точка 4.8, значи тука ќе ги ставите
елементите за додадена вредност кои ги содржи вашиот предлог проект, а главно се однесуваат на вклучување на родова еднаквост, млади, заштита на животна средина, лица со попреченост, обесправени ранливи категории, исто така некои иновации, добри практики и така натаму. Значи, точно подетално тие се наведени во точка 2.1.2 од упатството за аплицирање и баш така се вика дел кој што е поцртан елементи со додадена вредност на акција. Временската рамка е во точка 5. За сите резултати кои што сте ги навеле погоре и активности, сега треба накратко само по наслови да ги наведете и во оваа временска рамка. Овдека е потребно да ставите онолку редови и колони колку што вашиот предлог проект ќе има месеци на реализација. Овде се наведени само до месец 9, односно до минималниот број на месеци кој што може да го има една апликација, меѓутоа вие може да предложите акција за 10, 11 или 12 месеци и во тој случај тука ќе си ги додадете како колони, а во редови исто така, онолку редови колку што се потребни, исто така додавате за да ги наведете активностите и резултатите кои што ќе ги превземете. Овде веќе знаете, се обојуваат месеците кога ќе се спроведе предложената активност. Затоа се вели временска рамка. Во кое време, односно во кој месец ќе се од спроведувањето на проектот планирате да ги спроведете активностите. Овдека во однос на активностите, бидејќи се 9 до 12 месеци, вие веднаш навистина и размислувајте конкретно, немојте да обележувате повеќе месеци, туку баш конкретно пишувајте дека ќе биде во 3-тиот, во 4-тиот месец и така натаму, бидејќи за оние кои што ќе добијат грант, брзо после договори, по подпишувањето на договорите, од страна на донаторот преку нас нормално, ќе ви биде побарано да и наведете точни датуми, така да уште во текот на аплицирањето размислувајте навистина конкретно и реално да ги запишете месеците кога овие активности планирате да ги спроведете. За буџетот има посебен формат, тоа е Excel формат, ќе биде презентиран после оваа апликација. Откако тој Excel ќе биде завршен, се враќате овде и опишувате сумарно, значи ги наведувате сумите кои што согласно Excel-от, така и пишува тука, значи барањето на грант е според распределба како што е наведена во прилог 1 буџет. И тука ги ставате сумите, човечки ресурси, транспорт, канцелариски трошоци, директни трошоци и други трошоци, онака како што е во прилог 1 буџет. Оваа табела подолу се пополнува само доколку решите да имате и коапликант и тука веќе се треба да бидат поделени трошоците, колку од вкупните трошоци, ако е, например, 10.000 грантот, за човечки ресурси 2.000 апликант, носител на апликацијата и коапликантот 1.000. Значи, буквално сумите треба овде да си ги поделите помеѓу носителот на апликацијата и коапликантот, за да врз основа на овие суми практично што овдека ќе ги поделите, ова е единствениот документ кој што ќе оди во СЕП и по кој што ќе оди ослободувањето на проектот од ДДВ и за апликантот и за апликант. И затоа е многу битно тука сумите да бидат поделени. Ќе видиме и во самиот буџет, секаде каде што е можно, дури и во самиот Excel документ, во заградичка ќе треба да наведете која е сумата за апликантот, а која е сумата за коапликантот. Точка 7 и точка 8 се изјавите кои што се задолжителни, кои што се дел кој што мора да биде пополнет за да организацијата го
помине оној праг на административна подобност, се пополнува согласно ова што е побарано. Овде се става печат, потпис на законскиот застапник и скенирани се доставуваат нели заедно со апликацијата. Точка 8 додека ако апликацијата има коапликант, тогаш се пополнува и точка 8. Листата за проверка е дел главно од сите полици, од сите формулари и ја имаме и овде. Убаво е, препорачуваме секако да биде пополнета пред да биде направено аплицирањето, бидејќи е еден вид проверка, така и се вика листа за проверка, дали е се онака како што е побарано според упатството за аплицирање. Дали рокот за доставување на апликацијата е запазен, начинот на кој што е опишано во овие точки овде е запазен. Дали е користен точниот формат на формуларот за аплицирање, дали предлогот е напишан на компјутер, на македонски јазик и во согласно со инструкциите наведени во формуларот за аплицирање, дали буџетот е пополнет во евра, дали се пополнети двата шита, 1А буџет и 1Б оправданост на буџет, дали сите потребни документи се уредно доставени на начин наведен во точка 2.2 и во точка 3 од упатството, дали изјавите точка 7 и точка 8 за од овој формулар се пополнети и подпишани од нивните законски застапници, дали има печат, дали е пополнета соодветно временската рамка, дали се приложени тековните состојби од Централен регистар за апликантот и коапликантот и тие да не се постари од 6 месеци од денот на поднесување на апликацијата, дали апликантот и коапликантот се регистрирани во Република Северна Македонија според Законот за здруженија и фондации најмалку 2 години пред објавување на повикот, дали се приложени годишните наративни и годишните финансиски извештаи за последните 2 години и за апликантот и за коапликантот, дали време траењето на акцијата е помеѓу 9 и 12 месеци, а барањето за грант е помеѓу 9 и 10.000 евра. Доколку оваа листа е комплетирана, тогаш и вие сте сигурни дека онака како што треба го поднесувате предлог проектот. Со ова апликацијата завршува, описот на апликацијата е завршен. За сите прашања ние сега следно ќе одиме на опис на буџетот на презентација, а потоа нели ќе имаме можност за се ова што сте го слушнале да поставувате и прашања. Благодарам, Вале. Веќе има неколку прашања, но прво да поминеме буџет, па потоа прашањата што се доставени на чат. Да ширнам Excel. Мислам дека на најголем дел од вас ви е познат форматот за буџет Excel-от. Имате, веќе неколку пати спомнавме, 1А е самиот буџет и вториот 1Б е оправданост на буџет. На почетокот, назив на организација апликант, која е водечката, доколку има коапликант, го наведувате името на коапликантот, ако има повеќе, се разбира, дополнувате, односно ги ставате сите, наслов на предлог проектот и вкупниот побаран буџет од ГРЦ, односно тоа е договорниот орган за овој повик, во евра, повторно. Значи, никаде во денари. Во евра наведувате вкупната сума. Тука, во единица се човечки ресурси, односно плати и додавате соодветно линии, дали е проектен координатор, дали е проектен асистент, дали е финансиски, значи што и да е, додавате линии колку што ви е потребно, единица ви е месец, 2, 3, 4, колку и за колку месеци да имате, дали е 100%, дали е, значи тоа дополнително ќе го објасните во оправданост на буџет. Број на единици, 9 месеци или колку и да ви е време траењето на самиот проект.
и единична цена, односно бидејќи единица месец, колкава е сумата бруто. Внимавајте, платите се, нели, сите даноци во однос на плати се оправдан трошок, така да буџетирате бруто плати за персоналот кој што ќе биде вклучен во спроведување на акцијата. Ова е само за тие координатори, било што експертите ќе бидат буџетирани, односно ќе ги буџетирате долу во директни трошоци за проектните активности. Транспорт, спомнавме дека локален транспорт на територија на Република Македонија е подобен трошок, така што тука и буџетирате повторно дали ќе биде тоа на месечно ниво, дали оставаме на вас која единица, соодветно сумата се разбира во евра, канцелариски трошоци, сите трошоци што сметате дека треба да ги избуџетирате, а што се директно поврзани со спроведување на акцијата, односно вашиот предлог проект. И четврка се разбира се трошоците кои што директно се поврзани со спроведување на проектните активности, дали се тоа трошоци за ова е само предлог, односно како урнека, вие соодветно си ги менувате називите на буџетските линии, односно дали треба да ги скратите ако имате помоци или да додадете буџетски линии да соодветствуваат со вашиот предлог буџета за вашиот предлог проект. Други трошоци, ако имате дополнителни трошоци, и тука во 5.1 ќе си го додадете оној трошок што и јас и колешката Валентина го спомна, 400 евра за трошокот за вашата организација за учество на тој настан за вмрежување. Значи, тоа е првиот шит што го пополнувате и вториот е оправданост на буџет. Не го заборавајте, овој повторно на почетокот, тука ви се истите податоци од претходниот шит, а во овие две колони, во првата, во оваа колона, значи, треба да соодветствува оваа колона целосно да соодветствува со во буџетот што имате избуџетирано како буџетски ставки, во оправдување, објаснување на ставките. Наведувате, например, плата за проектен координатор за 9 месеци со алоциран 50% на проектот. Оправдано за пресметка на трошоци, базирано на пазарна вредност или базирано на историја на податоци на плати во вашата организација. Ги пополнувате и оваа колона за објаснување на секоја ставка и оправданост како сте дошле, значи, до трошокот кој што го нели наведувате. Дали е тоа пазарна вредност, дали е историја на трошоци и така натаму. Значи, ова е накратко за буџетот. Не заборавајте, повторно ќе потенцирам, двата шита треба да бидат пополнети. Со тоа ги завршуваме нашите презентации. Јас сега предлагам прво да ги поминеме прашањата што беа поставени веќе во чет, па понатаму ќе одиме на поставување директно на ваши прашања. Јас ќе одам од позади. Благица Куцева Тодорова: ние до сега како здружение немаме учествувано во изборен процес, но наши членки имаат учествувано како наблюдувачи, учествува и во обуки во претходните локални избори. Дали по точка 1.6 релевантно искуство би се прифатило или не? Дали можете да докажете дека овие луѓе, како физички лица, учествувале на овие настани или на наблюдување како представници на вашата организација? Значи, важно е да го покажете дали кој го организирал тоа, да ви даде документ, да ви покаже дека вие сте биле некако физички лица, туку како представници на вашата организација. Значи, ние мора да имаме доказ дека вашата организација ве пратила вас да ги следите изборите, локалните избори, но важно е дека тоа е доказ за вашата организација. Дали е тоа членка, дали е тоа вработен, значи не навлекува. Добро, јасно е по тоа прашање? Ако имате дополнително, може дополнително да го допоставите. Целор, дали доколку сме корисници, имаме тековен проект од ГРЦ, може да се аплицира на овој повик. Никаде немаме наведено дека исклучуваме организации кои што во моментот спроведуваат проект, кој што е финансиран во рамки на Граѓански ресурсен центар, така да, може да се аплицират. Независни се двата повика еден од друг. Имаш уште едно такво прашање, мислам. Упс.
Овде за обуките, мислам дека го одговоривме за онлайн обуките. Кристина веќе ги одговори тие прашања. Имате доволно време да ги поминете. Со исклучок на обуката за пишување проекти, кој што е најдолга, сите други се доста кратки обуки. Како што можеш и колешката Кристина да ви ги објасни колку се, како секоја сесија. И да, не треба да доставувате доказ. Ние веќе имаме евиденција кои организации ги поминале обуките. Анита Цонева, истото прашање. Ние сме во момент користни на грантот за локални иницијативи. Дали сме подобни? Да, подобни сте. Дали коапликантот од нашиот грант може да аплицира сега за овој и коапликантот исто е подобен. И апликант и коапликант од тековните наши грантови се подобни. Окей. Ве молам да ми одговорите дали може Бети, дали може здружение да биде соработник на организација која би добила грант. А дали Бети можеш да ми дадеш до објаснување што подразбираш под соработник? Само за да знам дали сме на чисто за да го одговорам прашањето. Тука е Бети? Затоа што сите соработници може, а меѓутоа доле во четврка ќе одат. Ама сакам да добијам малце повеќе детали пред официјално да го одговорам прашањето. Бети, ако е тука, нека се вклучи, а во меѓувреме мислам дека нагоре немаше други прашања. Тоа е тоа. Вики, здраво и од мене. Подолу. Да користам добро. Марија Тасева, од вкупната сума на буџетот, колку посто може да се човечки ресурси? Ние немаме утврдено процент колку посто ќе одат на човечки ресурси. Оставаме на вас. Се разбира, еден од критериумите по кој што ќе се оценува е дали активностите соодветно се одразуваат во буџетот и дали соодносот меѓу предвидените трошоци за активностите и очекуваните резултати е соодветен и задолжителен. Се зависи од вашиот проект. Доколку проектот се базира, вие имате доволно експертиза внатре за да ги спроведувате сите, пошто ова е доста human, се заснуваат на човечки капитал, нели ќе има обуки, ќе има наблюдување. Доколку ги имате тие во вашата организација, можете вие во човечки ресурси да ви биде поголем процентот. А некои од тие експерти можете да ги ставите и во четврка како експерти за спроведување, на пример обучувач. Така да е оставено на вас. Немаме утврдено процент колку да биде за човечки ресурси. Дали може уште еднаш да објасните дали делот во наблюдување во делот со изборен процес? Стојан? Ајде, молам да се вклучите. Да, се слушаме ли? Да, повелете. Да. Прашањето ми беше, напоменавте вие дека треба, нели, како организација, најмалку еден проект да биде спроведен во делот на наблюдување. Не мора да е или само проверка проект. Читајте убаво, не мора да е само проект, може да е активност. Кога збориме проект е некој финансиран од некој донатор. Може да сте имали вие како организација активности ваши. Добро, тоа ми беше нејасно, од тој дел да сакам да прашам. Фала многу. Да, тека само уште еднаш, пошто знам дека тоа може да биде еден од најголемите. Значи, најмалку на едни локални парламентарни претседателски избори, да сте на некој начин учествувале како организација. Членовите на организацијата, меѓутоа да си докажете како сте биле назначени од вашата организација да учествувате, дали е тоа во следење, дали е во мониторирање на медиумите, така натаму, или да имате проект, еден проект до сега, за поддршка на изборниот процес или, значи тука секаде имате или. Не мора сите тие три работи да ги имате. Почитување на изборните права, значи или проект, или некакви активности на вашата организација. Во самиот формат што го објаснивме, напишано е наслов на проект, иницијатива или активност. Значи сите три се наведени. Добро. Мислам дека
прашањата што беа во чет ги одговоривме, така? Може да поминеме сега, прво беше Димитар Илчев од Мисла, па потоа Зоран Димов. Димитар, се слушаме? Да, се слушаме. Повели, Димитар. Вака, јас имам неколку прашања. Прво ме интересира во поглед на временската рамка. Дали имате онако препорачено некои насоки кога треба да отпочне и до кога да заврши проектот, бидејќи овие проекти се поврзани со локалните избори, а колку што мене ми е познато, се уште не се знае точно кога ќе се спроведуваат изборите. Значи вака, најавите се изборите да бидат октомври некаде. Нас ни е планот ни е да почнат проектите во мај или јуни. Во зависност од тоа нели треба да помине процесот на оценување и избор на гратисти и подпишување на договорите. Така да некаде би требало да почне во јуни, од причина што ни е важно во вашата апликација, и тоа ви се како насоки, да буџетирате предизборен, изборен и постизборен процес. Затоа овие проекти трајат и од 9 до 12 месеци. Значи не само да се фокусирате на самиот ден на локалните избори. Туку пред, за време на локалните избори тој ден и после. Значи временски тоа е. Според најавите би требало октомври да се изборите. Да. Ви благодарам. Второ прашање, дали можеме да вклучиме некоја организација или единица на локална самоуправа во проектот, нели некој што не ги исполнува условите за подобност, меѓутоа како соработник на некој друг начин индиректно да биде вклучена организација, или па тоа ќе мора поединечно како поединци да бидат како експерти во проектот да се вклучени? Организации можете, мислам ако ги буџетирате доле ќе биде буџетирањето во четврка. Ако не вие се коапликанти, ако се решите, значи да не одите со коапликант. Туку да не одиме со коапликанти, но туку да одиме со соработници. Со организации и тие соодветно, значи ќе си кажете, ќе соработуваме со тие и тие во спроведување на тоа и тоа. Да, меѓутоа со локалната самоуправа внимавајте, плаќањето нели еден од критериумите дека неподобен трошок е плаќање на јавната администрација, така да тие нема да може. Значи не смееме да им исплаќаме хонорари, така? Никако. Еден од трошоците што неподобен е и на претходниот повик за грантови и на овој јавната администрација, тие што се вработени, не смеат да бидат исплаќани. Вие може да соработувате, треба да соработувате, се разбира, но без плаќање наплата. Збориме за јавна администрација, односно за локалната самоуправа. Во ред, Валентина, и последно прашање. Во врска со овие обуките за подготовка на проекти за транспарентност и отчетност за добро управување. Јас сум бил на некои од обуките, меѓутоа не се сеќавам точно на кои. Дали може некаде да се провери да видам на кои обуки сум бил јас и колегите од нашата организација? Има начин тоа како да се провери за да знаеме дали да ги поминуваме онлайн или нема потреба? Може да ми објасниш накратко како тоа да го направам? Значи, доколку не знаете на кои членови од вашата организација биле на онлайн, збориме само за онлайн обуките, не збориме за во живо, што како. Не, зборам и за во живо, за тоа што сум бил на некој во живо. Да, значи за во живо не ги мешаме, затоа што не сите организации има можност да учествуваат на обуки во живо и не е фер, така комбинираме кон некои организации. Меѓутоа, онлайн обуките се достапни за сите. Доколку не знаете, вашата организација нема информации кои членки на кои обуки биле, може да ни пишете на инфо, истиот емейл, да побарате таа и таа организација на кои онлайн обуки биле учествувале, значи. И ќе ви дадеме одговор. Само станува збор за онлайн обуките. Во живо обуките. За оние што се во живо морам да се враќам назад по мејлови и дипломите да ги барам, така? Не. Во живо воопшто не ги мешаме и не бараме ништо за обуките во живо. Заборавете. Присуството на обуки во живо не е. Па извини Валентина, ако добро те разбрав, да речеме јас што сум бил на обуката за подготовка на проекти во живо, сега треба уште еднаш онлайн јас или некој друг да помине, така, пошто не се важи во живо. Ама знаете, за да бидете на тие обуки во живо требаше да го поминете онлайн курсот, така да би требало некој од вас да го има поминато. Али ќе проверите.
можете да ни Во пишете, ќе ретор, ќе ви проверим. пишам мейл за да се консултирам за оваа работа. Може. Така ви благодарам на одговорите. Ништо. Зоран Димов, повели Зоран. Ај, добар ден до сите. Добар ден. Сакам ден на сите и убав состанок се одржале денеска. Гледам доста транспарентно, објаснувавте и ти и Валентина. Сака ви час. На тебе, Валентина, прво и на другата Валентина. Оно што го кажавте во рете, само две работи не сте кажале. Кога во евра, ние ќе требаме пак да одиме во ЦЕПТ, како што знам. Така да отвориме жиросметка и так натака. Тоа сте го заборавиле да го кажете? Или го кажавте па не го слушам можда јас? Вака, значи тоа е понатаму кога ќе го добиете проектот, да, се разбира. Нели кажавме дека ДДВ-то не е подобен трошок. За да бидат вашите фактури и плаќањата без ДДВ, односно ослободени од ДДВ, откако ќе го добиете проектот, се разбира. Првиот шекор, си знаат овие што сега имаат грантови, мора да го регистрирате во Министерството за европски прашања. Добро. Сега, да, МЕП, или како и да се вика сега Министерството, да, и потоа да го регистрирате во УЈП за и следното да отворите посебна сметка на име на проектот. Меѓутоа, тие работи ќе имаме ние работилница за тие што ќе бидат избрани грантисти. Океј. Но точно е. И сега важно е, иако вие зошто го бараме буџетот да биде во евра, но понатаму се разбира, вие треба да си пресметате за трошоците, понатаму ќе си бидат исплатите во денари. Да знаете. Тоа беше значи исплатата ќе биде во денари, значи тоа. Платата ќе биде во денари затоа што ние имаме обврска плаќањата во Македонија кон вас, кон грантистите да бидат во денари според среден курс на еврото, како што ги имаме ние продадено на денот кој ги имаме добиено од нашиот донатор. Али за тоа дополнително. Во однос на тоа, договорите ќе бидат во денари, така да Така. автоматски во договорите целата процедура ќе ја Во ред. Тоа е ваша политика и тоа мора да го справите према вашиот донор, што го бара. И ние имаме обврска кон донаторот, точно. Така е. Во ред. Второто прашање, добро, Димитар го постави во ред, некако ми е јасно, меѓутоа, што ако изборите или на некој начин, ако се, како што се најавени веќе во октомври, меѓутоа, еве, во јули да почнеме, не во јуни, во јули да почнеме, треба да завршиме негде до март до година, така? Да. Сега, на тие, да кажам, таймшитови што ќе ги правиме или што ќе даваме како наратива или ако на некој начин, кога, како и ќе бидат овземени исплаќањето, дали ќе бидат на 2 рати, на 3 рати, како ќе биде исплаќањето на целите овој грант? Како и секогаш грантовите ние префрламе пред авансно плаќање 80, вале 80% беше, да. 80%. 80% од висината на зависи од грантот. договорот сега и Да. тоа, ама да. На почетокот се исплаќа и на крајот, кога ќе имате целосно, затоа што се овие пократки грантови, на крајот ги исплаќаме останатиот процент, откако ќе доставите завршна сметка, односно завршени Тие 20% ние ќе биде кофинансирање, ние да го финансираме тие 20%? На некој начин, да. Не или да? Да. Во последните неколку месеци трошоците вие си ги покривате. Ние ги тоа е покриваме за да стандардно. ви дадеме наратива Ние и мораме финансите. да имаме некоја гаранција дека вие на крајот ќе ни ги доставите финансиски извештај, наративен извештај со целосна документација, Во ред. за да можеме да ви ја вратиме, односно да ви ја префрлиме и последната рата. Тоа е правило на ЕУ и не смееме да отстапуваме. Така е. И на крајот уште едно прашање. Нашата организација делува ни цела Македонија. Добра. Дали тоа значи дека треба да бидеме подобни во еден дел, само Скопскиот, или цела Македонија може да се офати? Зборувам затоа што, само момент, Валентина, зборувам затоа што ние сме на некој начин повеќе околу ромската проблематика и ромските, да кажам, кој ќе биде учесници во советот на општината или градоначалници или така натака,
знаете самите дека во општина Шуторизари секогаш има ром градоначалник, затоа го зборувам ова каде ќе бидат оформени најголемите наши акции во однос на тоа кај што е повеќето ромско население. Затоа зборувам и затоа ја прашувам дали може ни цела Македонија, доколку имаме доволно средства и пари за целата таа работа од буџетот или од проектот што ќе доставиме, или ќе треба само еден дел. Само тоа ми беше прашањето, се извинувам. Вака, во упатството, и го кажав на почетокот во презентацијата, во упатството на страна 6 има забелешка. Апликантите со предложените активности можат да покријат повеќе географски плански региони без разлика на нивното место на регистрација. Ако се сеќавате, кажав и пример, може здруженијето да е регистрирано во Струмица, а да реши да покрие со проектот југо-источен плански регион и Скопски плански регион, например. Оставаме на организацијата во својата апликација да си наведе кои региони ќе ги покрие, што воопшто не условува. Ако ти си регистриран во Скопски, мора да е Скопски, или ако си регистриран во Североисточен, мора да е само Североисточен. Добро. Валентина, само што едно техничко прашање. Дали дозволувате да се купи техничка опрема? За кои цели? Например, за отварање на подкаст. Ако добро го објасните тоа во буџетот, за целите на проектот што е неопходно и цената на таа опрема да соодветствува со вкупната сума на буџетот, што знаете дека се 10.000 евра. Во ред. Значи, се зависи како ќе го представите тоа и зависи колкава е сумата на тој трошок за таа дополнителна опрема. Благодарам многу, Валентина, и до тебе, Валентина. До двете. National Network Women for Women. Оливера Ефтимовска. Да, јас сум вака да се применувам за да не да ме препознаете. Јас имам две прашања. Значи, првично ние пошто аплициравме минатиот пат баш со ова идеја, ма знаете дека технички ни падна апликацијата од Женски форум. Сега сакаме нормално пак да аплицираме. Ме интересира, дали е битно времето кога се случиле, мислам кога имале проекти како организација, затоа што тие 4 проекти, значи има Женски форум, поврзани со избори, затоа и сакавме да се реактивираме, да кажем, на темава, меѓутоа се поодамна. Што значи поодамна? Па од 2001 до кај 2010. Ајде вака. Најактивна организација била во тоа време што работела на избори. Јас баш и реков да ми ги пратат, баш ќе ги видам Значи годините. вака, Да, ние тој период. немаме наведено, ние во нашиот повеќе во упатството никаде немаме наведено колку години уназад ќе се сметаме како релевантно искуство. Да, инаку биле од донатори, од UN. Така да, постојат доколку сте докази. имале во историјата на вашето здружение било какво искуство, ќе се зема, ќе го поминете тој критериум. Добро. Сега, понатаму, кога ќе се оценува за критериумот за оперативен капацитет, искуство во експертиза, тука, доколку ви е застарено ептен, може помалку поени да добиете. Меѓутоа, нема да паднете на критериумот за искуство во изборен процес. Во ред? Да, тоа ми беше. Сега уште, мислам, малку ќе се надоврзам на Димитар го постави тоа прашање. Значи, фактички, наместо експерти може и друга граѓанска организација да вклучиме, така? Да вклучувате и други граѓански организации. Повторно ќе кажам, или како партнерски, односно која апликанти, Значи, како партнерски или како соработници. Да, меѓутоа може експертизата да ја работат и да ги платиме, така? Да, и како физички лица тие, и како Не како физички, Толе дали, во- например, може експертизата да ни ја изработат, меѓутоа како правни Оле во лица. четворка ќе бидат буџетирани и ќе јасно ќе си наведете кои би се организациите со Добро. кои што сметате дека имаат искуство соодветно за спроведување. Значи треба да си го оправдате тоа, Да, за тоа, па за тоа сакаме Да, заради имајте искуството. предвид дека понатаму нели треба да имате со трите повици и така натаму. Така да во вашата апликација ќе си наведете дека таа и таа организација сте имале искуство и имаат нели претходно искуство и треба
треба предлагате да бидат вклучени. Ќе си го наведете во вашата апликација. Значи, не го оспоруваме, али понатаму, во самиот процес, доколку поминете, ќе ги преговараме тие работи. Сега Добро, можете да си ги... да. добро. Фала многу. Марија Тасева, учат, дали може предлог проектот да биде како фоллоуап на предходен од друг донатор? Доколку е... важно е да нема двојно финансирање. Доколку тоа е завршен и се спроведени и... да. Да. Инаку во ред. Марија, во ред? Да, благодарам, завршено, да. Добро. Александр ги побара презентациите. Искрено, не е проблем да ги доставиме. Подпишете се само за да знаеме кои организации се. Ве молам, Дина, колешката, неколку пати прати линк за да се подпишете. Ве молам, подпишете за да имаме ваш имейл. Ворите, ќе ви ги пратиме презентациите, меѓутоа ќе ви го пратиме и упатството, повторно ќе потенцирам да го прочитате упатството. Затоа што презентацијата ги има клучните работи. Упатството оди повеќе во детали. Да, и не важи. Значи, нешто ако не е напишано во... Значи, немате потреба од презентациите. Значи, за вас е клучно упатството. Комисијата ќе одредува според упатството, така да за вас е клучно упатството. Презентациите се небитни за вас, бидејќи комисијата не ги гледа презентациите. Извадени се од упатството, така да не е проблем. Така да упатството е тоа кое што ќе биде релевантно кога ќе ве оценуваат. Дали имаме други прашања? Има на чет, Виолета? Вале. Благодарам, Алекс. Има на чет, уште? Аха, Виолета побара избор. Повели Вики, ајде да те слушнаме. Здраво, јас сум Виолета, интернет контролер. Ние работиме во сферата на сајбер безбедност и тековно спроведуваме активности и наблюдуваме избори во сферата на интернетот. Сакав да прашам, затоа што нашите ангажмани се професионалци од ИКТ сферата и обично ние работиме дома и ги промовираме позитивните вредности на технологиите и немаме физичка канцеларија. Значи, се знае кои сме, што сме, знаеме каде работиме, ги користиме форум апликациите за дискусија на тема за одржување на состаноци. Дали може да аплицираме? Вики, 90% и плюс организациите немаат канцеларија, така што воопшто не е услов или некој критериум да мора да имате физичка Има, канцеларија. например, физичка објект, се знае кој е лицето репрезент, на Не е чија адреса услов. стигнува пошта, физични Не, сме воопшто лоцирани не од е страна услов на да мора да Министерството имате. за внатрешни работи, затоа што работиме сфера на сајбер безбедност. Таму ни се додадени и статут на организација, све им е оставено таму. Кој сме, што сме, све знаеме. Наш не е битно затоа што адхок работиме, нели, дефицитот кадар во државава. И затоа и прашав, дали е битно да имаме физичка канцеларија или не, затоа што овде се гледа канцелариски трошоци и сега ако барате, то мкне бодажа, ако барате канцеларија, да знаеме да аплицираме. Затоа што Значи, сепак не има е бодажа. услов, никаде во апликацијата не е наведено дека мора, значи дека е услов за да нели поминете на тој административен чек, административна проверка и проверка на подобност, да мора да имате канцеларија. Воопшто, тие се ставени буџетот, сите буџетски ставки се ставени таму како примери. Вие сами си ги дефинирате буџетските ставки. Дали е тоа под единица човечки ресурси, двојка транспорт, тројка, четврка проектни активности, така натаму. За проектните активности, како ќе го развиеме, тоа нема да кажем, меѓутоа сакам да напоменам дека имаме пријави до јавното обвинителство со претходните избори, значи години наназад во однос на сајбер криминали и сајбер безбедност. И тоа што го анализираме ние. Така да мислам дека го влагаме во таа шемата дека може да функционираме за избори, тоа сакам да кажам. Оставаме на вас, нема да навлегуваме во идеите ваши за проекти. Меѓутоа, доколку го имате искуството, наша препорака е да се аплицирате. Да. Не, си имаме ли искуство, машала, сме баш зафрлани. Фала многу. Фала. А дали има некои други прашања, Дина, на чет?
Мислам дека не. Да, мислам дека нема. Дали има некој друг за прашање? Нема, саат и пол. Мислам дека бевме доволно јасни. Повикот според нас е доста едноставен. Сепак и сумата не е некоја голема сума, но темата сметаме дека е важна да се вклучат граѓанските организации во следењето на следните локални избори. Ве охрабруваме да аплицирате, доколку од ова информативна сесија ќе произлезат некои дополнителни прашања, слободно може да ни ги поставите на info@rcgo.mk. Веќе кажавме за рокот што до кога 25 март ќе бидат одговорени на 28 До и 20 март ја. 20 март, 20 март да поставите прашање на инфо, до 28 ќе ги одговориме, инаку нема да можеме да одговараме индивидуално прашања за повикот нити на мејл, нити на телефон. Освен прашања кои што се поврзани со онлайн обуките, како што кажав, доколку не сте сигурни дека вашите организации членките поминале некои од обуките, можете слободно да ни пишете за да побарате појаснување дали сте поминале онлайн, нели само оценката за организацијски капацитети или пак овие што се обуките што се наведени, пишување проекти, транспарентност, отчетност, добро управување и видливост на граѓанските организации. Ако немате прашање веќе, ви посакувам успешна апликација, успешна работа и се гледаме. Фала ви.